Променливото време и зачестените врнежи од дожд ги загрижија пчеларите. Многумина се прашуваат ќе има ли мед оваа сезона, но значаен дел од нив се надеваат дека ќе се подобрат условите и годината ќе биде успешна. Председателот на Кумановското здружение Пчела, чиј пчеларник од околу 300 кошници се наоѓа во Драгоманце Старонагоричане, вели значајно е што имавме поблага зима и пчелите на некој начин беа подготвени за ваквите климатски промени. Имавме зазимени добри пчели, значи во зима влегоа со квалитетен полен, беше дождлива есен, имавме секоја кошница имаше голем број на пчели, единки. Зимата не беше толку ладна и зимија прекрасно, немавме големи загуби, значи февруари и март кога температурите беа потопли имавме и тогаш внес на полен. Штом има внес на полен, тогаш се развива и леглото во кошницата. На почетокот на мај багремот не ни се расцвета. Се расцвета задоцни малку, се расцвета покасно, меѓувреме имавме секој ден дневни дождови и тоа направи да пчелите бидат затворени у кошница и поради тоа дојде до појавување на роев нагон во скоро кај сите пчелари во нашиот регион во Куманово. Тој се надева на поволни временски услови и успешни наредни месеци. Како и во останатите дејности, во пчеларството влијаеше инфлацијата. Пчеларите укажуваат на раст на цените на производите и опремата. Кај нас во овој регион, во Куманово, осим ливадската паша, поради дождови, значи сега имаме секакви тревки, очекуваме ливадска паша и очекуваме нашата драка или чалија да замеди, за некој ден треба да се отвори. И само да веруваме дека времето ќе се поправи, температура да биде како денеска, значи од 25 степени нагоре, без дождови, неколку дена се ќе биде добро. Значи од поскупување на горивата, самото идење на пчеларници е поскапо, поскапени се и кошниците, поскапени целата опрема во пчеларство е поскапена за некој процент. И покрај климатските промени и влошените услови во пчеларството, интересот за оваа дејност во североистокот расте. Здруженијето брои над 120 членови, а меѓу нив има и значаен број на жени пчеларки како и деца. Стошевски неодамна ја издаде и монографијата 50 години пчеларство во Куманово и Кумановско. Монографијата сите заинтересирани можат да ја најдат во Здруженијето Пчела.